За убави рецепти повторно во кујната на Dave's Kitchen. Ке ни се обратите повторно нам на Телма телевизија ако имате дополнителни прашања или пак тоа може да го сторите во секое време заедно со нашиот Давор Панчевски. Денеска ќе направиме ново изненадување кашкавалки Со сирење. со сирење. Тоа е нашиот Односно, рецепт. оригиналниот рецепт се подготвува со рендан кашкавал, меѓутоа денеска истиот рецепт ќе го направиме, наместо кашкавал ставаме сирење. Правиме смеса како солени крекери ќе дојде целата така? смеса. И ова ќе му дојде баш одакав да речеме пред главно јадење, може да биде како добра закуска. Како гресини, како нешто што ќе одговара со крем салата, така да ќе одговара у секој случај на празничната трпеза. Супер. Имаме брашно, имаме прашок за пецива, сол, кисела павлака, едно јајце и имаме сирење. Да. Ги додаваме И така да прашам, например, ако немаме павлака, грчки јогурт грчки јогурт може, павлака може може, заменен да биде. да. Супер. Ја додаваме солта и прашокот за печиво најпрво, Така. потоа киселата павлака. Ги уважавам овие рецепти кои што се у еден сат ставаш све И само се меша, само се меша, се средува прави тоа формата многу, и да. се Супер. Сега ќе и те на прашам. крајот сирењето. Значи сирењето не се додава отпосле, туку заедно со брашното, со сите состојки се меси целата смеса заедно. Интересно дека се викаат кашкавалки Да. со сирење, а всушност не користиме кашкавал. Па оригиналниот рецепт е со кашкавал, без Ние сирење, го менуваме. меѓутоа сега нема како да ги именуваме ако се со сирење, да. Јасно. Да. Ама да знаете, тоа е рецептот. Сега ги мешаме секако сите состојки и Да, ова и ќе со- го направиме со раце најубаво. Со раце најубаво да се замеси една хомогена смеса. Така, супер. Одлично за време на празниците, повторно ќе кажеме за да ја надополни таа убава трпеза, мислам дека се овие убави лесни. Лесното е тоа што може да се направат, ќе расукаме една голема кора и од нејзе може да направиме различни форми. Сите оние празнични Снегулки. дефинитивно може да се елчиња. искористат, а исто така може да се направат најлесно и така и ние денеска ќе ги направиме со помошна чаша. Значи округли форми, се ги премачкуваме пред печење, не треба да стасуваат, не треба да отстојуваат ништо. Ги премачкуваме со изматено јајце, Така. а потоа ќе наросиме малце сусам или пак зачини по желба. И тоа е тоа. И тоа е тоа. Супер. Се печат исто околу 15-20 минути, бидејќи се мали парчињата. Се печат околу 15-20 минути на 180 степени, така да. Одлично, брзо. Тоа вели Давор, сериозно се секој пат ќе се сложите најлесни и најбрзи и најбезбедни овие рецепти што се вели во една здела ги ставаме неколку продукти. Ем садови не прљаме, ем брзо и Не лесно си поштеделе време. подготвуваме. Да. Дали си размислувал некој пат сериозно да направиш и кувар кој што ќе биде баш Божикент Dave's Kitchen? Па да, зашто да не? Мислам дека Сум тоа ти е- размислувал, меѓутоа тој има ограничен повед, може да се искористи само за празниците у декември и јануари. Меѓутоа зашто да не луѓето да имаат дома некое печатено дело кое што ќе го искористат токму овој период од На годината. годината, да. Инаку си ми дефинитивно протагонист во оваа гастрономска сцена наша, кој што некако асоцира на празниците. Барем мене така ми да Најмногу се готви, може Најмногу би се заради готви, тоа, да. да. Сега ќе измијам раката, ќе земеме сукало и ќе го расукаме во 1 сантиметар од прилика дебело тесто, од прилика правоаголна или округла форма. Сечеме форми со чаша и ги ставаме во тавче обложено со хартија за печење. Бидете така. Одиме во оној процес на сукање на тестото. Еве, гледате Тестото е така како меко. што го прави. Да. Тестото е меко, може лесно да се расука. Имаме овде екстра брашно, само ќе ставиме за да не ни залепи оклагијата и нормално ќе пропрскаме малку оклагијата. Така. Правиме некоја правоаголна, округла, било каква форма, самото тесто ќе ви даде кога ќе го сукате. Нема потреба да биде стрикно рамни крајвите да Така. бидат. Бидејќи како ќе сечеме, така ќе тој дел што ќе остане од тестото повторно ќе го замесиме за да направиме нови форми. Супер. Веќе и парчињата сирење можеш да Да ги забележуваат, да. приметиш. Сериозно, убав ќе биде солен снег. Она баш што може да го искористиме за празниците. Во секое време, мислам дека нели многу минона си некоја храна може да ја замрзнеме, мислам дека и овие се Апсолутно, може да се замрзнат, може да се Рецепти. направи наместо со Поголема сирење доза. со кашкавал, како што кажавме, а може да се додадат и семиња во самата смеса, па дури и зачини, оригано, Фантастично. копар, различни форми. Супер. Со помош на чашка ќе ги формираме кашкавалките, од прилика вака треба да излезат. Приближи го само тавчето за да може да ги наредиме. Еве, вака. Така. Се прават форми,
би требало, зависи од какава чаша користиме, меѓутоа би требало да има околу 30 на тука. Што е сосема окей. Ама еве, рековме за во име на празниците, доколку нели ви се најават и повеќе гости, сакате секое време да почекате, да пречекате, ќе направите поголема доза од ова што денеска ќе го презентираме. Ако имаме останато малиџано ајвар, може да се додаде да се намали количината на кисела павлака во тестото и ќе добиеме црвени или пак зелени кашкавалки со сирење. Добра идеја, браво. Не сум ги подготвувал никогаш, Ама сега ти дојде. сега ми дојде идејата, меѓутоа верувам дека ќе бидат вкусни. Нема да има проблем со тестото повторно со месењето, бидејќи ќе намалиме од количината на влажните состојки од киселата павлака и ќе си дојде тестото исто како и Исто сега. идеално се. Одлично, супер. Така. Остатокот повторно ќе го Повторно ќе го размислиме за да ќе ги направиме си остатокот, формираме. да. Иако изгледаат можеби тенки сега, при печењето набабрат. ќе си настасаат од прашокот за пецил. Супер. Може да ги призалепите и поблиску, затоа што нема да се Нема штета, да. Одлично, понекогаш за да заштедиме нели доволно време, а сакаме да имаме нешто повторно кога ќе баш ни се најават гости во последен миг, сериозно може да ги замрзнеме, да ги одмрзнеме и веќе имате на трпеза добра солена закуска. Еве, повторно остатокот ќе го замесиме. Бидејќи меко тестото многу лесно ќе се замеси во нова Супер. форма. Обично брашно се користиме, така? Да, бело брашно. Може да биде и половина интегрално, половина бело. Може и комплетно интегрално да биде, може и половина бело, а половина пченкар. Во зависност од вкусот кој како си Така. сака. И се печат на загреана рерна на 180 степени околу 15-20 минути, по зависност колку сакаме да бидат попечени. Филот, како што кажавме, може да биде и со сирење, може и со кашкавал, може да се додадат и други работи, како Други млечни например производи. Урда, дали може пример да може да се додаде и урда, меѓутоа нема да се осеќа како сирењето во крупно парче при залакот, нели? Еве ќе ги додадеме и овие. Супер се како солени крекери да бидат поставени Одлично. Секој пат на божикната или да речем празничната така. трпеза. Свеќе ни се спремни, ги ставаме во рерна на 180 степени околу 15 минути. Одлично. Како и многумина рецепти кои што се на температура од 180 степени, така и овие кашкавалки со сирење ќе се печат колку минути што да потетиме? Околу 15 до 20 минути, зависно колку сакаме да бидат потемнети, односно повеќе или помалку испечени, меѓутоа после 15-тата минута може да гледаме кога да ги извадиме. Ги извадиме. 180 степени, рерната е подготвена и за нашиот рецепт. Време е за кашкавалките со сирење, рековме на 180 степени, 15 на минути, веќе ни се подготвени, еве како изгледаат набабрени, подготвени. Како ја сакам оваа мирис до прекрасно. Мириса Како на само мириса. сирење, Мириси на празник. домашно мора да признам. печиво. Да, фантастично изгледаат. Еве, практично, сериозно може да ги имате во секоја пригода, ама еве да си заштедите време за празниците и да ги замрзнете, да ги одмрзнете во секое време. Да, ќе ги сервираме во некое тангирче, може да се направи некој домашен сос, може да се направи хумус, обичен или со моркови или пак со цвекла, да биде поколоритно. Може да се конзумираат и со крем салата, може со мексиканската салата со туна која што ќе ја правиме, или може би ја направивме веќе. Секако вие рецепти ќе ги имаат како едиција. Така, да. Празнична едиција. Инаку може да се конзумираат и со ајварче,
баш ќе биде добра Дефинитивно, закуска за да. пред да започнете официјално можеби со мезењето или пак за новогодишната ноќ или кога и да ги имате, да си ги уживате вистински. Ќе почекаме малку да се изгладат, а потоа ќе ги ставиме во една чинија и ќе бидат спремни за сервирање. Фантастично. Еве сега ќе ги сервираме во убава чинија, сигурно имате и вие декоративни, кои што се така во амбиентот на празниците. Ги редиме едно врз друго, ќе бидат одличен прилог на било која трпеза. Значи, не Апсолутно. мора да се и празнициве за да ги подготвиме. Може и на пролет и летно време да ги подготвиме, па дури и летно време за на плажа кога сакаме нешто да грицнеме. Фантастично. Се супер идеја, бидејќи не е вклучена летно време многу релната за ова, така да може да се подготват и Така е. летно време. Супер. Ова ќе го трнеме на страна, И ќе а кажеме веќе да се подготвени и ќе кажеме на здрави оброк, Dave's Kitchen и кашкавалките со сирење.